Македонија ја завршува својата домашна задача. Најголем дел од реформските закони се донесени, велат од владеачката партија по извештајот на Вајц. Ставот на партијата за уставните измени е непроменет, а очекувањата се зголемената дипломатска офанзива на владата да даде резултати во следниот период. Ние домашната задача редовно си ја завршуваме и продолжуваме и понатаму да се усогласуваме со регулативите на Европската Унија. Што се однесува до уставните измени, го знаете нашиот став, тој е јасен. Дури и европратеникот Томас Вајц вели дека Европската Унија мора да ја поддржува Македонија кон патот за членство во Европската Унија, така да сметам дека оваа наша дипломатска офанзива од македонската влада ќе вроди со голем плод во иднина. Според опозицијата пак извештајот на Вајц се потврда дека земјата е изолирана, реформи нема, борбата со корупцијата стагнира, а евроинтеграциите се закучени. Во документот јасно се наведува дека нема напредок во владењето на правото, правосудните реформи и борбата против корупцијата и пораката од Брисел дефинитивно е јасна, проширувањето може да се забрза, но само ако има вистински реформи и владење на правото. Она што го гледаме наместо реформи, владата намерно гледаме ка отвара и кавги со соседите, за да ја оправда изолацијата и да ги блокира преговорите и води дефинитивно анти-ЕУ кампања со обвинувања дека Европа е виновна. Слични критики во однос на реформите и уставните измени пристигнуваат и од албанската опозиција. Оно што е за нас главно како пречка во понатамошното чекорење кон Европска Унија се уставните измени за кои што се договор помеѓу нас и Европска Унија, не се веќе билатерални односи. Иако што имаше помпозни изјави за борбата против корупцијата, ние сме застанали на нула. Премиерот Мицкоски пак вчера во телевизиско интервју за прв пат зборуваше за можни сценарии од Европската Унија. Македонија во 2027 да стане членка на Унијата заедно со Украина, Црна Гора и Албанија, со право да учествува во работата на европските институции, но без право на глас. Дел од ова сценарио според Мицкоски може да биде и обврската превземена од претходната влада, Македонија да ги спроведе уставните измени. Во насока на зближување на односите Скопје-Софија, министерот Муцунски иницирал средба и со Надежда Неински Муцунски порачал дека односите помеѓу двете држави треба да се градат врз принципите на добрососедство, пријателство и конструктивна соработка. Диспина Тодоровска, Сител телевизија.